Добро дојдовте во Бизнис објектив. Пензискиот систем во Македонија е под силен притисок. Денес, помалку од 1,7 вработени издржуваат еден пензионер. Дефицитот во касата на ПИОМ е во пораст и минатата година изнесувал 36,7%, а следната година за исплата на пензиите се потребни близу 2 милиарди евра. Но на државниот пензиски фонд му недостасуваат половина од парите. И истите треба да бидат трансферирани од централниот буџет. Бројките укажуваат дека за долгорочна стабилност неопходни се промени. Срѓан Стојанчов ја има анализата на оваа тема. Или да се приберат повеќе пари во фондот за пензиско и инвалидско осигурување или да се намалат трошоците за пензии. Иако звучи едноставно, намалувањето на дупката во пензискиот систем, која е стотици милиони евра годишно, воопшто не е лесна за решавање. Особено поради стареењето на населението и иселувањето на работоспособните. Пензискиот систем во Македонија функционира така што вработените плаќаат придонеси за однив пензионерите да добиваат пензии. Кога имало по 5 вработени на еден пензионер, воопшто немало проблем. Но сега, помалку од 2 вработени, освен своите плати, треба да заработат уште една пензија, а тој сооднос со години се влошува. Најлоши години беа од 2002 до 2005, кога на еден пензионер имаше по само 1,3 вработени. Ситуацијата полека се поодобруваше, па во 2015 дојде до 1,86 вработени на еден пензионер. Од тогаш, секоја година тој сооднос се намалува за во 2024 да падне на 1,64 вработени на еден пензионер. Сега има 556.000 пријавени вработени и 343.000 пензионери. Поради недоволните пари од пензиско осигурување, владата додава пари од буџетот за да може да се исплатат пензиите. За една деценија буџетските пари се удвоиле. Во 2024 сумата достигна скоро 700 милиони евра. Секоја година над 1/3 од парите во пензискиот фонд доаѓаат од буџетот. До 2018 над 40% од буџетот на фондот за пензиско доаѓало од државната каса. Ситуацијата се подобрува по 2017 за во 2023 таа бројка да падне до 32,6%. Минатата година дупката повторно се продлабочи на над 36%, а слична се очекува и годинава. Кои се решенијата? Зголемување на платите, зголемување на бројот на вработени, зголемување на стапката на придонеси за пензиско осигурување. Во системот имаме низа на категории кои не се вклучени во системот на социјално пензиско осигурување, односно тоа се категории на лица кои во моментот работат, како што се на пример фриленсерите, како што се на пример некои сезонски работници кои што иако имаат третман на тие работат по дефолт, сепак системот не ги опфаќа, треба во иднина да се генерира систем каде што ќе имаме поволности, стимулации за нивно доброволно вклучување во системот и на таков начин да се зголеми бројот на осигуреници. Исто така извор на дополнителни осигуреници се жените, каде што во голема мера се неактивни на пазарот на труд. Во 2018 година беше направена корекција на износот на придонеси. Тоа не е исклучена можности за понатамошни подлабоки реформи, меѓутоа еден аспект без подлабоки реформи е целосно пријавување на платата на која што работниците работат. Односно, во нашата економија имаме и понатаму доста голема зачестеност на плата во плико, односно еден дел на платата се имаме целосно пријавени придонеси, а еден дел се зема во кеш на кој што не се плаќаат овие придонеси. Според законот, пензиите се усогласуваат 2 пати годишно, во март и во септември. Процентот на зголемување на пензиите зависи од покачувањето на трошоците за живот и од покачувањето на просечната плата. Сепак, владата во 3 наврати носи адхок одлуки за линеарно зголемување на пензиите. Во септември 2024 и во март годинава од по 2.500 денари и во септември годинава од 1.000 денари. Благица Петрески од Financing вели дека линеарното зголемување на пензиите е проблематично од аспект што ги демотивира сегашните вработени да плаќаат придонеси на цела сума и ја зголемува непредвидливоста. Преку линеарно зголемување на пензиите кој што моментално е популарно, тоа е дискрециона одлука, каде што овозможува да секоја година биде различно дефинирана колкаво ќе биде ова линеарно зголемување и зависно од политичкиот циклус во момент
моментот, оваа категорија може да варира од поголеми износи непосредно пред избори до помали износи непосредно после избори. Светската банка и Фискалниот совет бараат зголемување на старосната граница за пензионирање. Се предлага да се зголеми на 67 години. Сепак, ова е многу непопуларен потек и ниту власта, ниту опозицијата не го поддржуваат. Според законот, жените одат во пензија на 62, а мажите на 64 години. Сепак се размислува за овозможување на доброволно продолжување на работниот век, како што беше во 2021-та, кога работниците што не сакаат да одат во пензија можеа да побараат да работат до 67 години за мажи и 65 за жени. Владата уште пролетоска формира работна група за спроведување на пензиските реформи, од кои треба да произлезат предлози за решавање на ситуацијата. Фондот за пензиско предложил да се воведе можност при донеси за пензиско да може да уплаќаат и луѓе кои не се формално вработени. Можност за доброволно продолжување на работниот век во приватниот сектор и после 64 години, плаќање на придонеси за ангажираните со договор на дело во јавниот сектор и постепено зголемување на стапката за пензиско осигурување за 0,3% годишно до 2030-та. Во 2005-та беше направена реформа и беше воведен задолжителен втор пензиски столб. Подоцна се намали пензиското осигурување од 21,2% на 18,8% од бруто платата. Од тие 18,8%, 6% одат во вториот столб, а 12,8% остануваат во првиот. Значи дека наместо досегашните 21% во фондот за пензиско завршуваат 12,8% од бруто платата на сите вработени. Односно, приходите се преполовија, а пензиите мораше да продолжат да се исплаќаат. Тоа дополнително ја продлабочи дупката во пензискиот фонд. Власта се надева дека во наредните години, кога во пензија ќе почнат да заминуваат луѓето што уплаќале во вториот столб, притисокот врз фондот за пензиско ќе се намали. Од вториот столб идните пензионери треба да добиваат пензија, но не од идните вработени, туку од своите заштедени пари кои пензиските друштва треба со години да ги оплодуваат. Сегашната стапка на оплодување на парите во вториот столб е околу 5,5% годишно. Сега се работи на закон за мултифондови со кој треба да се овозможи поголема флексибилност за инвестирање на парите од вториот пензиски столб за да се овозможат поголеми приноси. За помладите вработени се планира да се овозможат поризични пласмани кои треба да донесат и поголеми приноси, додека за најстарите фокусот ќе биде на зачувување на акумулираните пари. 3 различни портфолија во еден пензиски фонд. Односно, портфолио кое има активна долгорочна стратегија, каде што би имале финансиски инструменти со висок принос и висок ризик, повисок ризик и повисок принос, едно балансирано, потоа балансирано портфолио каде би имале умерен, би имало среден едноставна стратегија, инвестициона стратегија на среден рок и во кој би имале инструменти со умерен ризик и умерен принос. И третото портфолио е за каде е дефинирано да има инвестициона стратегија со низок ризик, низок принос и висока ликвидност на финансиските инструменти. Зависно од овие видови на портфолија, се предвидува и различна возраст на членовите кои треба да се вклучат во едно од овие портфолија. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Македонија има над 700.000 вработени, но според Фондот за пензиско пријавени се 556.000 работници. Властите очекуваат овој проблем делумно да се реши со Законот за работно ангажирање на лица кој треба да стапи во сила од почетокот на наредната година, а со кој ќе се регулира сезонската и повремена работа. За сезонските и повремени работници во земјоделството, угостителството и туризмот и сервисните услуги во домаќинствата кои работат по неколку месеци годишно или по неколку дена месечно ќе се плаќаат и придонеси за времето во кое биле работно ангажирани. Пријавувањето и одјавувањето ќе биде преку мобилна апликација. Со овој закон ќе бидат опфатени 3 категории на луѓе и тоа студенти да можат да работат со потполно плаќање на придонеси, да го старат своето право, исто така да работат и веќе вработени луѓе, дали се тоа во приватниот или во јавниот сектор, меѓутоа и пензионери, со напомена дека
нити невработените лица ќе го изгубат статусот во агенцијата за вработување како невработени лица со нивното работно ангажирање, нити пак вработените ќе го изгубат статусот на вработени лица, тоа ќе биде како дополнителна работа или part-time job, што го викаме, и секако пензионерите нема да го изгубат пензионерскиот статус, едноставно тоа ќе биде регулирано со овој закон. Иначе да напомениме од она што ние го очекуваме со имплементирањето на овој закон, некаде ќе бидат решени околу преку 10.000 лица кои работат во земјоделието, се работно ангажирани, без никакво регистрирање во системот, и над 5.000 лица кои се во рамките на угостителството и туризмот, или вкупно станува збор за бројка од околу 16.000 лица кои ќе бидат регистрирани во системот за вработување токму преку овој закон за работно ангажирање. Државниот завод за ревизија констатира дека и во иднина се очекува висок дефицит во фондот за пензиско кој ќе се покрива со буџетски пари. А дали и како младите во Македонија размислуваат за пензија? Да погледнеме анкетата. Дали можеби размислуваш за пензија? Конкретно за пензија не, но да, моментално штедам. Па се уште не, бидејќи мислам дека се уште рано. Дали можеби штедите или уплаќате во третиот столб за пензиските денови? Не, бидејќи прво не сме, мислам, информирани доволно и некако не ми е време. Па не баш рано е за нас за тоа да размислуваме. Па за сега не, главно за факултетот се фокусираме сега. Тоа прашање е круцијално за ово општество. Тие луѓе што живееле тука, освен тоа што живееле тука, работеле за оваа држава и мораме да размислуваме. Јас како млад граѓанин, но и сите други граѓани на оваа држава, за пензиите и за пензионерите во овој момент, но и без разлика дали во овој момент сега која е актуелна темата или за наредни години. Ние ќе дојдеме да бидеме некој ден, Господ знае, до тоа ниво. И мислам, да, размислувам. А дали штедите или пак уплаќате во третиот столб за пензиските денови? Мислам дека се уште, како ви кажал, дека не сум размислувал за тоа. По 2 децении од воведувањето на приватните пензиски фондови, Македонија влегува во клучна фаза за развојот на пензискиот систем. Приватните пензиски друштва од вториот столб денес управуваат околу 3 милиарди евра, пари на идните пензионери. А најголем дел од средствата и понатаму се инвестираат конзервативно, претежно во државни обврзници, иако дел е пласиран и во акции на големи странски компании. Првите поголеми исплати од приватните фондови се очекуваат во 2035 година, што треба да го растерети државниот пензиски фонд. Но веќе се разговара за реформи и воведување на помодерни инвестициски стратегии, кои треба дополнително да го зголемат приносот. За овие прашања разговарав со Горан Мартиновски од КБ Прво пензиско друштво. Горан Мартиновски, добро дојдовте во Бизнис објектив. Благодарам на поканата. По 2 децении од реформите во пензискиот систем, денес приватните пензиски друштва менаџираат околу 3 милиарди евра пари на граѓаните, на оние 650.000 членови колку што ги има. Колкав е потенцијалот за натамошен развој на овој сегмент? Пензиските друштва управуваат во заложителните фондови над 3 милиарди евра, или ако го ставиме тоа во контекст на бруто домашниот производ, тоа е над 17,5%. Овие средства мора да напоменеме дека се пензиски заштеди на преку 640.000 граѓани на Република Македонија, и тие средства би се користеле за нивна исплата. Така, од друга страна, овие средства исто може да ги гледаме и како едно национално богатство, затоа што во следниот период тоа значително ќе го намала товарот на државниот пиом за исплата на на пензиите, и како што кажа, да, во следниот период има потенцијал за раст, затоа што имаме нови уплати секој месец,
меѓутоа исто така на овие средства се остварува и принос, така да растот се очекува да биде уште поинтензивен во следниот период. Велите дека во следниот период се очекува да се растерети товарот на државниот фонд за пензиско. Што значи тоа? Кога стигаат првите исплати, поголеми исплати кои што треба да стигнат од приватните пензиски фондови и каков би бил процентот на исплата? Поголемите исплати се очекуваат да дојдат после 2035 година, така да за отприлика 10 години од сега би имало поголема исплата. Во однос на начинот на исплата, како е во овој момент, законот за исплата е дека максималниот износ, заменска стапка од страна на ПИОМ би била 40% од просечната плата, додека остатокот треба да дојде од заложителните пензиски фондови. Она што како податок ме интересира, верувам и сите останати кои што ќе треба да ги земат пензиите, дали тие се наследни сумите кои што ги имаат? Да, средствата кои што ги имаат нашите членови во заложителните фондови, но и во доброволните, се наследни. Значи, ние и во овој момент имаме, за жал, смртни случаи на членови и тие средства одат во наследна постапка. Истото тоа важи и дали членот почнал со исплата на пензија или пред исплата, тие средства одат во наследна постапка и да, тие се наследни. Овие пари на граѓаните се оплодуваат. Какви се приносите и колку има заработено некој член на пензиски фонд кој што е од првиот ден во приватните пензиски друштва, а тие, како што кажав и на почетокот, постојат веќе 20 години? Да, ние тие средства, значи, како што кажавте, ги инвестираме во различни инструменти, во едно балансирано портфолио и на него во изминатиот период е остварен принос. И она што ме праша колку би било на почеток, колку е сега, чисто илустративно, секојдневно се објавува, нас намерат посметководствена единица, која ја објавува Агенцијата за капитално финансирано пензиско осигурување, и таа на почетокот, кога сме пред скоро 20 години сме започнале со 100, а сега нашиот фонд со кој управува КБ прво, единицата е над 300. Или пластично, како би изгледало тоа, ако 1000 денари сте ги ставиле првиот ден во фондот, денес би имале 3000 денари, односно тоа е зголемување 3 пати. Што се однесува, ако ги гледаме пак приносите, поради добрите пазари меѓународни на капитал, се остваруваат добри приноси во последните години. Еве тоа што е објавено последно за 2024, приносите се над 9%, предходната година над 7%, меѓутоа ние како пензиски фондови тоа го гледаме на една поголем период. И ако гледаме од почеток, просечно годишно сме заработувале 5,7%, односно сме ги оплодувале средствата на идните пензионери, на граѓаните, годишно просечно над 5,7%. Каде ги инвестирате парите кои што ги менаџирате, овие 3 милиарди евра? Прилично е конзервативна можноста за инвестирање во момент. Ние имаме широко диверзифицирано, балансирано портфолио. Доминантно се состои од две групи. Тоа се обврзниците, каде што имаме фиксен принос, значи на годишно ниво, и голем дел е инвестирано исто така и во странски инвестициски фондови, односно индиректно во акции во најголемите светски компании. Тие средства се диверзифицирани и по региони, значи имаме во сите региони во светот, меѓутоа исто така и по валута и по сектор. Многу е интересно, јас сакам ова да го повторувам, дека граѓаните ретко знаат дека преку пензиските фондови практично имаат инвестиции во најголемите компании, како што е Microsoft, Nvidia, Apple, Coca-Cola, Nestle и така натаму. Значи имаме инвестиции скоро во сите. Ако го погледнеме подетално портфолиото и ги разглобиме ETF-ите, имаме позиции во преку 3000 светски компании. И ние тие компании имаме и раст на цената преку берзите, но исто така имаме и редовни приливи од дивиденда. Она што сега се разговара и се отвара темата се најавите за можност за отварање на мултифондовите и да се напушти оваа стратегија на поконзервативно управување со парите, за да имате на некој начин простор поголем дел од сумата да ја инвестирате во некои можеби поризични инвестиции
од друга страна компании кои што сега ги споменавте и кои што прават вистински бум на светските пазари. Што ќе значи ева за приватните пензиски фондови таа можност да се развијат мултифондовите и докаде се можеби тие разговори кои што се водат? Да, пензиската реформа, кажавме, што почна пред 20 години и мора секогаш ова сакам да го напоменам дека е една од најуспешните реформи во нашата држава и имаме пензиски систем кој навистина наликува на најдобрите пензиски системи во светот. Сега секогаш нели има можност за надоградување, надополнување и во таа насока се измените кои што ги очекуваме во следниот период за имплементирање на мултифондовите. Тоа веќе го направи Хрватска, а ние имаме прилично сличен систем како во Хрватска. Сега што тоа значи? Наједноставно вака да ви опишам, нашиот просечен член во друштвото, во фондовите е 38 години. Меѓутоа имаме членови што имаат и 15 години и до 70 години. И сега имаме само една инвестициска солуција, односно им нудиме само едно портфолио, ова што го кажавме, 30% во акции. Меѓутоа, во зависност од возраста, луѓето немаат ниту преференција за ризик, ниту треба да изгледа портфолиото исто за различна возраст. И нормално, кога се помлади, да кажеме, како во другите земји, до 40-45 години, тоа треба да биде во едно растечко портфолио, каде износот на инвестиции во овие акции кои што ги споменавме, треба да биде некаде 60-70%. Тоа значи, колку си помлад, толку повеќе може да се инвестира на... Затоа што има долг период до пензијата и тие, доколку би се случиле некои флуктуации, тие може да се надополнат, меѓутоа и потенцијалот е поголем за раст. И затоа, например, до 40-45 години би биле во тоа портфолио, а потоа до неколку години пред пензионирање би оделе во балансирано портфолио, што отприлика е како тоа сега што го имаме, од 30 до 40% во акции. И после неколку години пред пензионирање, тие средства се префрлаат во третиот фонд, односно тоа е најконзервативниот, каде што над 90% се во фиксен принос, каде што треба поголема стабилност при последните години пред пензионирање и во време на пензионирање. И ако сето тоа, овие сите три фондови, не еден животен век ги гледаме, тоа се повеќе од 40 години, приносот просечен и дефинитивно би бил поголем отколку би било само во еден фонд. Тоа повторно ви кажувам, ако го споредиме, например, еве Хрватска ни е најблизок пример, тие проекции за повисок принос се остварени. Споменавте сега третиот фонд, меѓутоа она што го гледаме дека тој малку потешко се развива, бидејќи таму учленувањето е на доброволна основа. Според последните податоци, сумата која што е таму е незначителна во однос на сумите кои што се во вториот пензиски столб. Зошто е толку тешко или како да се смени таа свест и навика кај граѓаните за доброволно да членуваат во овој трет столб и тој да се развие? Дали тука улога има и нискиот животен стандард, можеби и неможноста за одвојување на дополнителни пари во трет пензиски столб? Да, тука има многу фактори. Рековте низок стандард, но и не мора тоа да значи. Во однос на членови имаме околу 35.000 членови во доброволните пензиски фондови, зборувам за сите 4 фондови. И за жал во нашата држава некако луѓето почнуваат да мислат на пензија 5 до 10 години пред пензионирање. Никој не мисли додека е млад, како младите да се... Така, и тоа е многу, затоа што тогаш веќе 5 до 10 години пред пензионирање вие не имате многу некое време и за оплодување и за инвестирање. Затоа е многу битно младите да почнат што е можно порано. И сега секогаш се поставува прашањето од недоволно средства, стандарди и слично. Меѓутоа, за инвестирање во доброволниот фонд навистина не треба многу средства. Може да се почне со 500 денари, со 1000 и тие уплати да си растат. Кој колку може да го зголемува тој износ. Интересно е тоа што плаќањето сосема флексибилно. Нема никакви пенали. Може да се плаќа 3 месеци, во месеци кога не може да се плати, да се прескочи, па да се уплаќа следен, па може 2 пати месечно и поголеми суми и слично. Меѓутоа, она што е најбитно е да се почне што е можно порано.
затоа што вие ако почнете од почеток на пензионирање, имате 30-40 години до пензионирање, тоа е навистина еден долг период и со малку средства навистина се собира сума која што ќе го ги задоволи потребите во пензионирање, затоа што тогаш тоа е единствен приход. Во многу држави има и субвенции за истото. Например, кај нас има некои даночни олеснувања за компаниите кои плаќаат за нивните вработени во третиот. Но пример претходно ја спомнав Хрватска. Очигледно не е доволно или се користат или не се доволно. Па веројатно и тоа. Меѓутоа, на пример во Хрватска, државата на секој што уплаќа индивидуалец во третиот столб му го субвенционира со плюс уплаќа во негово име 15% од тоа што го уплатил граѓанинот и тука има некој максимум до 100 евра, колку што прилика горе-доле вредност. И на тој начин државата од една страна да субвенционира, но од друга страна го намалува притисокот на лицата кои ќе одат во пензија, затоа што со овие средства им се зголемува стандардот, така да нема прават притисок ниту на владата, ниту на државата, затоа што ќе има доволно пари во пензија. Меѓутоа исто така тоа има и други мултипликативни ефекти, така ќе се зголемува потрошувачката, па тоа преку даноци се враќа, така да тоа е еден од добрите, да кажам, механизми како би можело да се поттекне. Меѓутоа, ја повторно ќе се навратам на тоа дека секој треба биде одговорен за себе и дека секој треба да почне да штеди на време, за да може да си го задржи животниот стандард во пензија. Колку инфлацијата, геополитичките случувања влијаат на работата и на инвестициите, инвестицијското портфолио кое што го планирате како пензиски фондови? Да, тоа е дел од пазарот и дефинитивно дека влијаат. Оваа година, мислам дека изминативе 2-3 години тие геополитичките некако настани ни дојдоа како секојдневие. Постојано нешто се случува, па после под некои од превземените активности на администрацијата на Трамп во однос на царините и слично, така да сето тоа влијае на пазарите на капитал, но ако ги погледнеме па од пред 2 години сега пазарите се нагоре. Во овој период во декември ние правиме нормално проекции како и во цел свет за тоа што ќе се случува следна година и од овие најнови сега што ги читаме, баш вчера ги дискутиравме на најголемите светски компании кои се Outlook, што се предвидувањата и имаше многу една интересна реченица, века она што е известно дека ќе има многу неизвестности. Но ако ги гледаме од друга страна проекциите на сите релевантни институции, се дека бруто домашниот производ секаде е предвиден раст, пат е предвиден за инфлацијата. Тоа би значило дека намалување на каматните стапки, а намалувањето на каматните стапки би значило повеќе и пари во оптек, меѓутоа и тоа секогаш влијае позитивно на пазарите на капитала. Знаеме дека тоа и на бизнисите имаат поевтини кредити, инвестициите растат и слично. Така да од оваа перспектива да сумирам од тоа што до сега кои се проекциите, дека не очекува неизвестна година со многу турбуленции, но позитивна од аспект на макроекономските случувања. Кои се странските компании каде што ќе се вложуваат и во иднина парите на граѓаните кои што ги имате кај вас, со оглед дека компаниите кои што работат практично во IT секторот, вештачката интелигенција, покажуваат рекордни резултати изминатиот период, иако се зборуваше и за некој балон практично во вештачката, во тој сегмент кој што може да се појави. Каде би ги Да, нашиот аналитички тим тоа го следи на дневно ниво, така да ние постојано ги гледаме и резултатите и потенцијалите за иднина. Дефинитивно се уште фокусот останува во IT секторот, каде што податоците на вистина се одлични. Сега видовме дека и сите податоци што беа објавени ги надминуваат по 30-40% проекциите, дека тие растат 50-60% во однос на истата година од лани. Тоа се фасцинантни бројки и тука не знам, во овој момент не гледам нешто дека може да ги сопре.
Така да тие се доминантни, сите компании од IT индустријата и во индексите ги земаат највисоките позиции. Но да, сепак внимателни сме и со тоа, затоа ја правиме таа диверсификација, освен во тие сектори, инвестираме и во други сектори, каде што исто така гледаме потенцијал. Сега е фармацевскиот сектор, исто во фокусот се и мало продажба и слично. Меѓутоа, како што кажав, правиме широка диверсификација за ги опатиме сите сектори, за да може за таа диверсификација се постигнат најдобри приноси. Горан Мартиновски, благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас за поканата. Дали сте се запрашале како Амазон успева да испорача милиарди пакети дневно низ целиот свет? Во огромните магазини на компанијата, наместо луѓе да одат на долги растојанија за да најдат одреден производ, тоа го прават 2000 роботи кои ги носат потребните производи директно до работникот. Кристина Кузмановски да носи зад сцената на високо автоматизираниот процес што овозможува милиони нарачки да бидат спакувани и испратени за помалку од 2 часа. Ова се роботите на првата линија на божичните испораки на Амазон. Машините се основни запчаници во магазинот во Болтон, осигурувајќи се дека нарачките на клиентите се завршуваат брзо. Мрежа од 2000 роботи, напојувани со вештачка интелигенција, се движат во сите правци низ огромниот магазински кат. Секој робот се лизга под капсула за складирање, го крева и го носи пакетот до работна станица каде што вработените или складираат нова залиха или избираат артикли за нарачки на клиентите. Наместо човечки работници додат на долги растојанија за да најдат производи, производите доаѓаат директно до нив. On this floor we've got two main processes. So one is to stow items that are just been received into the warehouse. So we receive them on the ground floor downstairs where the items are unloaded from a truck. They're put into one of these many black totes, moved around the building to a stow station, and very simply, in a normal warehouse environment, you have to walk to a shelf. And this does the reverse, the shelf comes to you. So it makes it much quicker, much easier. Секоја кутија носи уникатен баркод, што го чита автоматизираниот систем за транспортери, насочувајќи го низ зградата без никаков човечки влез. Кога роботите ќе донесат капсула до станицата за складирање, софтверот го скенира распоредот на капсулата и користи компјутерска верзија, за да го мапира секое достапно место. Потоа системот го истакнува најсоодветниот простор за предметот во раката на работникот, за да знаат точно каде да го постават. Со анализа на милиони позиции на полиците во реално време, вештачката интелигенција ја отстранува потребата персоналот да пребарува низ складишните кули, одржувајќи го процесот брз и прецизен. Once the items have been allocated to a stow station, the software then brings over to that particular station storage pods that have got space that will allow you to fit those items in. And then we use computer vision, machine learning, and AI to then highlight and identify areas on each of those storage pods that can store the item that you've just scanned in your hand. And that allows a much easier process and saves someone hunting around for the space. Локацијата се протега на повеќе од 1 милион квадратни метри, што е еквивалентно на околу 14 фудбалски игралишта. Во магазинот 24 километри транспортни ленти ја движат залихата низ центарот, од стоката што пристигнува на товарното место до финалните линии за пакување. Преминот кон високо автоматизирани системи не е единствен само за Амазон. Низ целиот глобален малопродажен сектор, компаниите инвестираат многу во роботика и софтвер за да се справат со зголемениот обем на нарачки и очекувањата за побрза испорака.
As e-commerce has continued to grow and the volumes have gotten larger and larger, only in the last few years have we really passed this inflection point where the automated warehouses are meaningfully more efficient than the human warehouses. And so today, the Amazon fulfillment centers that are automated are amongst the most efficient fulfillment centers in the world. Amazon has invented a lot of its own technology to do that, and that has been a bit of a competitive moat for Amazon. But there are a lot of smart entrepreneurs that have developed alternative systems that other retailers are using. Роботиката сега ја поддржува секоја фаза од обработка на нарачката, од преместувањето на капсули до сортирање на пакети. This is a very highly automated, robotic warehouse. We process millions of orders a week through this particular building alone, which is one of over 30 within our UK network. And each of the orders that gets assigned to this building gets picked, packed and shipped in less than 2 hours. And we do that hundreds of thousands of times every single day. Заедно со автоматизацијата, постои растечка програма за практиканти. Во работилница, практикантите учат вештини за инженерство, одржување и автоматизација, додека стекнуваат квалификации на ниво на диплома. I think robotics is here to help us and it's a tool to aid us. The customer demand is forever increasing and we're getting the parcels out the door faster than ever, and that's what the robotics are here to help us with. Како што се приближува празничната сезона, операциите се интензивираат, залихите се зголемуваат, се внесува дополнителен персонал, а линиите за пакување работат со поголема брзина. Дури и примената на етикети за адреси е автоматизирана. Етикетите се дуваат на пакетите што се движат, наместо рачно да се притискаат. Метод дизајниран да се избегне оштетување, додека камерите со вештачка интелигенција ги проверуваат пратките за точност. Компанијата вели дека долгорочните инвестиции се необходни за проширување на нејзината логистичка мрежа и поддршка на растечката побарувачка низ цела Велика Британија. Amazon have invested over 80 billion in the UK since 2010, and we've committed to invest a further 40 billion by 2028. If we bring that a bit closer and we talk about the Northwest, since 2010 we've invested 5.4 billion and 3 billion in the Greater Manchester area. Однесувањето на потрошувачите исто така се менува како што се приближува шпицот на сезоната на купување. Аналитичарите за малопродажба велат дека во многу земји домакинствата што се соочуваат со повисоки трошоци за живот им даваат приоритет на основните производи и прифатливите подароци пред големите купувања на билети. Every market is a little different in their consumer preferences. The big signature toys continue to be a spike. The consumer electronics continue to have a holiday spike. But in general, there are more markets that have economic headwinds than tailwinds at the moment. So overall, what we're seeing is a shift from wants to needs. And so a larger share of budget in many markets is going to that food and holiday entertaining and sort of more modest gift purchases. And so it's not really slowing down the overall spending, but it's shifting the mix of spending. И како што се зголемуваат празничните испораки, многу од пакетите што пристигнуваат оваа сезона ќе поминат низ центрите за исполнување, каде што роботите сега се грижат за поголемиот дел од работата. Благодарам што следевте Бизнис Објектив. Секако ве поканувам да останете со нас и на социјалните мрежи. Пријатно од мене.